Приказни за Зоки Поки. Откритие. Зоки Поки се врати од летување. Додека стигна дома, тој трчеше по улицата, трчеше по скалите и така трчајки се втурна и во собите. Ги фрли своите работи, застана за миг малку вчудовиден, потоа пак истрча надвор и слезе дури пред зградата. Тука застана и оттука како да почна да се созема. Беше пладне и улицата мируваше во жештината, па Зоки брзо ја виде Лидија што се враќаше од градинка. Иако мајка ја држеше за рака, таа и се искуба и потрча кон Зоки. Но наеднаш, токму пред него, нешто како да ја запре и таа рече: "О, Зоране!" Зоки беше зачуден. Од кога тој престана да биде за Лидија Зоки Поки? "Зошто ме викаш така?" праша тој, збунувајќи се уште повеќе. Но наместо одговор, Лидија рече: "Си дојде ли Зоране?" "Си дојдов," рече Зоки, се уште не верувајќи си на ушите. "Ке се играме ли после?" Лидија го гледаше зарадувано, но Зоки Поки забележа нешто многу повеќе од тоа. Тој свати дека таа во него гледа нешто повеќе од што бил порано и дека поради тоа се смета недостојна да се игра со него. "Што е тоа?" си мислеше Зоки. "Што е тоа што ме прави поинаков?" Трчајќи се врати горе во станот и кога ги погледа татко си, мајка си и баба си, го забележа истото она што го откри во очите на Лидија. Тие го гледаа восхитени од промената што се случила врз него. "Лидија ме вика Зоран," рече и се насмеа, а веднаш потоа праша: "Зошто ме гледате така?" "Си се изменил, Зоране," рече таткото. "Си пораснал, сине," рече мама. "О, колку си пораснал, Зоки мој златен," рече и бабата. Зоки почна да трча по собите и кога сето она што го чу го среди во својата глава, застана. Да, се му беше јасно. Пополека отиде во шпајзот и го најде она јаженце со кое порано секоја недела се мереше. Потоа го исправи од петиците се до врвот на главата и уште повеќе се зачуди. Беше поголем цели 2,5 прста. Мајко моја! Потоа пак почна да трча скоро избезумен од радоста што му ги раскинуваше градите. Ја дофати високата библиотека, со прстот го допре рамото од сликата, само малку се поткрена и можеше слободно да гледа низ прозорецот. А кваќите на сите врати ги отвори лесно. Лесно како да е тато. И кога го откри сето тоа, се втурна во собата каде што беа неговите. Не мислејќи повеќе на ништо, радосен и среќен извика: "Па јас сум голем, бабо, мамо, тато, јас сум голем." Тие гледаа во него со насмевнати очи, а бабата ги избриша своите солзи радосници.